Навистина, почитувани граѓани, страшно е кога неспособни криминалци и импровизатори се одговорни за сериозни одлуки и процеси. Така е овие 5 години во сите области со експертско-криминалната власт на СДС. А врв на безобразието е упатување на јавни закани од оние кои треба да си одат и да одговараат. Замислете, во 2021 година е забележан историски пат на производството на електрична енергија, а во РЕК Битола за околу 50% од производството споредбено со 2011 година, годината во која било и најголемо за извештајни периоди од 12 години. Значи во сите овие години на нивно менаџирање РЕК работи со едва 1/3 од својот капацитет. Чија одговорност е ова? На Пеце Матевски, на Васко Ковачевски, на Димитар Ковачевски или на сите заедно? РЕК Битола е во очајна состојба, токму благодарение на оваа одбрана тројка. ЕСМ овој месец не го исполнува производствениот план и увезува електрична енергија по екстремно високи цени. Тоа го возможува оваа фантастична тројка на огромна финансиска добивка за фирми од нивната партиско-криминална дружина. Подолг период, експертите укажуваат дека ЕСМ е во колапс, а владата ја доведе состојбата да има само две решенија. Драстично да се покачи цената на електричната енергија за домакинства после нова година или ЕСМ да оди во колапс со катастрофални последици за стопанството и населението. Загрижени за натамошната иднина, изгрозени од нестручноста, безобразието и лошото раководење, бараме веднаш оставка од комплетното раководство на ЕСМ, односно наместо закани, оставка од Васко Ковачевски и Пеце Матевски, а Димитар Ковачевски, најпознат како Таче, да им каже веднаш како се прави тоа со својот личен пример.